бидејќи таа исполна за поранешниот систем, знаеме за логорите на национал-социјалистите. Тоа е многу важно да се спомне за национал-социјалистите, бидејќи е многу лесно да кажеме дека комунизмот се борел против фашизмот, ама секогаш се заборава дека Хитлер е бил национал-социјалист. Да. Каква е ситуацијата кај тие што беа на правилната страна? Спомнавте за логорите на поранешна Југославија. Што се случува таму кога станува збор за жените? Вака, покрај таа Хомеровска, во што реков, борба за правата на жената што траела со векови, новата Титова Југославија, под плаштот на паролите братство, единство и дадовме право на глас на жените, тогашниот политички врв на Титова Југославија се јавува како проектант, креатор и архитект на најозлогласените логори и не само машки, туку и женски логори. Сите сме чуле за логорот Голи оток, како што го викаат европскиот Алкатрас, каде методите на измачување кои ги креираше УДБА, по нивна методологија, и иначе УДБА, сите знаеме дека тоа е, мислам, ако не знаат гледачите, Управа за државна безбедност, и политичкиот врв на тогашна Југославија, може да ја надминат имагинацијата на секој најперфиден и најперверзен ум. Но по истата методологија беа направени познатиот женски логор Свети Гргур, значи со истата методологија на измачување. Тоа што се случуваше навистина е одвратно, грозно, не можам да користам еуфемизми овде. Островот Свети Гргур инаку се наоѓа во непосредна близина на островот Голи оток, па така сега една храбра жена, режисерка, а воедно и сценарист, господја Наташа Нелевик, го сними долгометражниот документарен филм Шагргур. Инаку Шагргур е локалното име на островот Свети Гргур, кој му го дале мештаните од околните острови. Филмот на Нелевик се темели на истражувањата, како и на мемуарите на една сега веќе почината бивша логорашка господја Ѓоргина Џина Маркуш и на исказите на нејзината внука Марина Ѓурашковиќ. Гледајќи го филмот се отвораат многу прашања, сеќавања, рефлексии, имагинации, кои бараат одговор. Како повеќе од 850 жени, кои што беа се претпоставува дека 850 жени беа поминани из логорот на островот Свети Гргур, значи како повеќе од 850 жени беа замолчени во логорот и зошто таа тишина ја слушаме и денес. Во контекст на филмот беше и покренат проектот 850 жени за 850 жени. Инаку филмот е прикажуван во киносалите низ европските центри, додека пак во 2024 година филмот ја доби наградата на меѓународниот филмски фестивал за Југоисточна Европа. Филмот Шагргур ја доживеа својата премиера и во Скопје, но јас навистина не видов ниту еден критички осврт, ниту еден новинарски напис со што би му се дал публицитет на филмот. Онака, незабележано поминато. Така што се чини дека Северна Македонија сака да ги избрише сеќавањата на жените логорашки, за жените затворенички и секое прикривање е навистина едно ново угнетување. Досијата на жените затворенички ги нема, иако многу жени од тогашна, значи социјалистичка Република Македонија, која што беше федеративна единка, значи не беше држава, беше федеративна единка во склоп на Југославија. Значи многу жени од тогашна СРМ беа убиени без пресуда и суд, стрелани, затворени, измачувани и осакатувани.
Доколку се отвори тоа прашање, тоа ќе се докаже дека станува збор за класичен феминицид, не фемицид, феминицид, убиство и физичко осакатување на жена со директно учество на тогашниот државен врв. Иако логорите и затворите беа еуфемистички нарекувани домови за превоспитување, јас не знам кој кого превоспитувал овда, тие беа мачилишта без преседан, каде жената беше и психички и физички скршена, каде и беше нарушен интегритетот на личност и исто така таа беше физички осакатувана. Во овој контекст ке се навратам и на еден заборавен серијал, сниман во 1989 година, сниман од Авалон продукција, а иницијатор беше Данило Киш, тоа е еден одличен писател, беше одличен писател, од еврејско потекло. Серијалот беше во 4 продолженија. Тоа што реков, главен иницијатор беше господинот Данило Киш, кој во Израел ги интервјуираше двете жени, бивши логорашки на островот Свети Гргур, двете жени од еврејско потекло, господја Ева Нахирпаник и господја Жени Лебел. Сите ја знаеме приказната за Жени Лебел, новинарка во весникот Политика, која што како млада новинарка се пошегувала кажувајќи виц, шега за Тито. И затоа завршила на робија од неколку години на островот Свети Гргур. Значи, и двете жени во серијалот отворено говорат за измачувањето што ги преживеале на островот Свети Гргур. И не беше само островот Свети Гргур, него постоја женски затвори. Женски затвори тука, каде што женското оделение на затворот Идризово, каде што беше однесена мојата баба. Пред тоа беше 6 месеци во истражниот затвор, кој многу некој еуфемистички сака да го наречат домашен притвор, значи таа беше 49-та заедно со целата моја фамилија. Таму беше и Павел Шатев. Измачувањето кој што ги доживеа мојата баба и беше наредено да стои, и беше наредено да стои со сати, со денови во една положба. И беше ускратувано правото да ги врши сите физиолошки потреби. Таа беше и сексуално и физички измачувана со инквизиторски методи. Запотоа, најмногу ме боли тоа што таа беше уценувана со нејзиниот малолетен син, со мојот татко, кој што тогаш имаше 12 години. Значи, татко ми беше донесен таму. Запотоа, баба ми во тој истражен затвор доживеа инфаркт. Потоа осудена на 2 години затвор и однесена во женското оделение на затворот Идризово. Таму намерно ја повредуваат ногата, со што ќе остане доживотен инвалид. Тешко ја движеше ногата. Така што подетално ќе опишувам во книгата што ја пишувам, навистина сега мислев дека ја преживеав целата таа болка, ја изживак во животот, но очигледно не. Секојаш се јавува по некоја контракција во стомахот, по некоја спазма во стомахот. Тоа е тоа.